И многу често знам и тоа и на децата сега да им кажам као ако не се осеќаш добро или околината не ти влијае добро, тргни се. Буквално еден погрешен збор фали да буквално да му ја скршиш таа самоувереност која што има децата поготово. Го направив едно место во кое што ќе можат било кој да влезе со било каков проблем, јас ќе пробам да најдам решение. Дојди слободно, издери се тука, it's okay. Нема проблем, тука ќе затвараме врата, дери се колку што сакаш, отвараме, замини си во најдобар ред. Имаш и моменти кај што јас да викам, релативно короната беше многу тежок период за мене, ама и дури во тој тежок период, јас лично мислам дека Бог ми искористи да бидам светло за некој. Помладата генерација дека е премногу бомбардирана секојдневно со премногу информации, премногу работи кои што треба да ги прават, многу често забораваме нив да ги слушнаме. Анастасија, како си? Добра. Се мислевше одговор да ти кажам дали сум добра или нешто друго, пошто многу често знам да одговорам волшебна. Не знам зашто, ама така. Денеска сум добра. Да, мислам дека сите имаме некои прашања на go-to одговор на одредени прашања и дека како си е може би едно најпоставуваните прашања секој ден. Со никаков одговор. Ама добра, дефинитивно добра. Ти? Да, фала ти на прашање, добар сум и јас, само што бевме на зуболекар, така што не за мене, фала Богу, среќа. Нема, јас се шалам со сите дека ги извадив сите заби пред неколку години и сега не морам да идам повеќе на зуболекар. Значи решен си. Добро, јас имам зуболекар пред некој време, ми рече се гледаме до година, така да добра. Добри сме. Да. Супер. Баш ми е мило што еве после неколку години договор. Реално мислам дека више 2 години се договараме и никако да испадне работава, ама не можев да ги одбијам The Butterbeer Brothers, така да мораше да дојдам. Интерн за ова последни неколку недели. За секој гостин така и за тебе морам прво нешто што ќе те прашаме, што е за тебе ментално здравје. Тоа се мислев каков одговор да ти дадам што е ментално здравје и мислам дека е најдобро да го кажам то официјалното сестринско ментално здравје како го дефинирам и затоа убаво го најдов издефинирано, изнапишано, зашто да не го мислам јас со мои зборови. Најчесто сестрите го гледат менталното здравје како стейт или состојба на благо состојба, значи да се биде во некој континуиран пис, мир со себе, да знаеме да ги изменаџираме нашите емоции, да знаеме трезвено да размислуваме, стресот да се поднесе правилно и во одредени мерки и да бидеме, значи да одржуваме некои добри врски со нашите луѓе околу нас и исто така да бидеме на добро на луѓето околу нас. Пошто ментално здравје не е само во сестринството, не е само да речеме дека сум окей и тоа е тоа. Туку е многу повеќе тоа, дека дали си социјално, дали си емотивно, дали си здравствено добро, значи некако поголема бранша. Јас така го сваќам. Да, не можеш едното без друго, не можеш ти да ги исклучиш. Да, јас дека повеќе се фокусирам да речам на здравјето и на здравственото well-being. Многу често менталното некако не го ставам на прв план, но секогаш е тука од позади го подкрепува здравјето на човекот. Да, можеби дека не се гледа некојаш и некако и природно доаѓа таа улога да од позади да не биде во прв план, ама да биде многу важен дел од една личност, без разлика дали поменуваме низ некоја физичка повреда, низ некоја болест, низ нешто сосема тоа што спомна, тоа е и социјално, тие некои прашања, тие се повидливи, менталното како така на страна никој не гледа, ама е многу важно. Да, јас многу често го гледам човекот како една целина. Значи и тоа многу често на пример и во секојдневната работа, кога ќе дојде некое дете со било каква потреба, не е само тоа, emergency, моментално, да, ќе го решиме тој проблем, но ја гледаме целата слика на детето. Или на тинеџерот, или на возрастниот, или на кој да ми влезе кај мене во канцеларија, пошто таква ми е канцеларијата и може било кој да влезе. Надвор, не од надвор, од сите разни места, така да го гледам човекот како една целина, така да менталното здравје и здрав ум е дел од тоа здравје, како што размислам, да. Да, мислам, ние се знаеме и од порано и една од работиваш, зборувајќи со Петар, со Данијел, беше као
треба да збораш со нејза, пошто иако е медицинска сестра и тоа е работата у нова, сите ја гледаме како психолог на некој начин. Јас тоа бегав од тоа како поставено, обичај кој ќе ми го кажат децата тоа, ама ние те гледаме како психолог, дечки, не. Си имате психолози за тоа и фала Богу што има луѓе кои што јас сметам дека се многу понапредни, многу повеќе ја знаат психологијата на умот и поготово на тие возрасти со кои што ние работиме, така да јас за тоа го викам, јас го земам како една целина. Не е само најчесто произлегува некоја болест или некоја работа, состојба во која што се наоѓа некоја дете или тинеџер, од тоа како што и емотивно се осеќа. Така да многу често знам јас да ги потпрашам, а што правиш ти? А чекам, ајде периодов да видиме каде си, што си, за да се навратиме и некако го наваѓаме одговорот на можеби на здравствениот проблем. Така да. Она ги користам и двете. Она прашање колку спиеше синоќ, и зошто денеска ти е лошо. Мислам дека и сите знаат кога ќе влезат кај мене у канцеларија, јаден, пиен, спиен. Ако едно од тие фали, do that first, после тоа се враќате кај мене. После може да дојдеш кај мене. После кај мене во канцеларија па го решаваме проблемот. Да, и имаш на некој начин авторитет и твојата улога во целиот еден тој систем, ако збориме, твојата улога во школа е многу важна и одговорна, бидејќи да, ти помагаш со тие некои физички проблеми, повреди, болести, се тоа, ама не е само тоа, бидејќи на некој ако му помогнеш ти веднаш добиваш и дозвола на некој начин, иако не ја бараш ти, ама луѓе и поготово со деца кога работиш и повеќе ќе бидат кај тебе, сака да, знаеш, еднаш ќе им помогнеш, после тоа е многу полесно да имаш некакво влијание во нивните живот. Да, и многу често, например, кај помалите, пошто сепак во школата има една голема демографија на деца, значи од градинка до средно училиште, поготово кај малите, многу често ми пали таа цака, кој ќе кажам, did I hurt you last time? Did I help you last time? Дали ти помогнав минатиот пат? Па да. Значи и овој пат ќе ти помогнам. И некако се препуштаат, некако така ги терам да баш мислам дека веќе 5-та година работам таму, така да мислам дека мојата канцеларија, јас барем така си ја сметам како мој едно safe haven, го направив едно место во кое што ќе можат било кој да влезе со било каков проблем, јас ќе пробам да најдам решение. Се нема да можам за секој проблем да најдам решение, но нема да си сам да го најдеш тоа решение. Да, така и верувам дека и за тие деца и за секој еден од школа е на некој начин, не знам, смирувачко, знае дека некој има таму што се загрижи за мене и преку и тие прашања што ги поставуваш и начинот на кој што се однесуваш и не само ти верувам и другите со кои што работиш, дава некаква доза на сигурност, доза на ќе ми помогне без разлика дали можеби не знам што ми се случува во моментов, ама има некој кој што е таму за да мене ми помогне. Да, имам такви неколку и надписи дури на ваквото ќе бидам со тебе, ако треба ќе најдам кој треба да ти помогне. Како буквално е да можат помладата генерација да побараат помош од постарата и всушност да ја добијат поддршката во која што им е потребно во тој момент. Дали е независно каков проблем е. Така да мислам дека барем мојот департмент на работа некако функционираме во ред и секако дефинитивно колегите допринесуваат и многу често знам од професори рандом ќе слушнам, ајде провери го како види го нешто не ми е расположен, дај ти прашај го некој прашање, може ќе дојде до некако не ми каже. Ама 99% од времето одговарам, а што сакаш да направиш? Не правам некоја, не знам каква посебна, не знам, посебни реченици да измислам или посебно, туку баш тоа викам, мислам дека помладата генерација дека е премногу бомбардирана секојдневно со премногу информации, премногу работи кои што треба да ги прават, многу често забораваме нив да ги слушнаме. И тоа многу често го гледам дека се случува, пошто ти во ерата во која што живееме, нели сега на социјални мрежи, во кој што сите имат право да си кажат се, не секое мислење ќе се ислуша до крај, а всушност тоа е многу битно, пошто секој индивидуа е посебна сама за себе, секој треба да има право да си го каже своето, дали е проблемче, дали е радост, што и да е, треба да има некој да може да ги слушне. Така да јас мислам дека сум барем еден таков човек, јас така сум се можеби самата некако направила и со карактерот, дека ќе
пробам да бидам тука отворена за било кој да треба да го слушнам, да можам да го слушам. Да. Така некако. Така си го размисламе. Не, и тоа е интересно да ви фали што спомна, бидејќи сметаме дека нели сега сме најповрзани, постојат мал милион начини на поврзување онлайн, какви се не социјални мрежи, сега поготово со вештачка интелигенција, уште толку, а уствари ние колку повеќе мислиме да сме поврзани, толку повеќе сме осамени, поради тоа што сите на некако гледаме ние да си кажеме што имаме да кажеме, а другата страна ти док зборуваш, ја мислам веќе што ќе одговорам на тоа што збориш. Точно тоа. Веќе го барам одговорот, а всушност е 99% од времето само слушај го човекот, самиот ќе дојде до самиот одговор на какви било и да е прашање. Така да барем јас во мојата секојдневна работа, така некако пробувам да ги ставам превентивните мисли на децата, па понатака јас ќе дадам мое мислење ако ми дозволат. Никогаш не е со форс, никогаш не е со сила, никогаш не е принудно, не е дека јас сега ти упатувам што треба да кажеш, туку ќе ти помогнам да дојдеш ти до твоето јас. Некој кој што треба да пораснат во. Да. Пошто сепак они се деца во кои што растат. Значи секоја година буквално како што растат во годините, стануваат се поразлични, гледаш некој карактерче, например, у прво деление било, не знам, кјутливост, веќе у пето деление не можеш да му ги фатиш границите, си како, what happened, што е, со тебе престани. Или не знам, ќе видиш некој од прва година средно и сега ќе дипломира и смера на глас, нели, ќе пораснат, не знам што, и едно што физички се менуваат, па и умствено ги гледаш нешто почнуваат. Друго нешто им е побитно во животот, им некако интересно е да се види таа разлика во годините, што си прави и всушност кои проблеми децата и кои предизвици се соочуваат на секојдневна база. Значи не е некој пат кај поголемиот дел не е нешто што е, како што викаме ние, too much. Значи се секојдневни проблеми во кои што буквално ми треба да најдам место кај што ќе се извикам сега во моментов пошто сум паднала, не знам, биокем кај Пецко и се нервирам, дојди слободно, издери се тука, it's okay. Нема проблем, тука ќе затвараме врата, дери се колку што сакаш, отвараме, замини си во најдобар ред. Ама имаш и други проблеми во кои што можеби ќе треба повеќе да се работи на таков случај. Фала Богу што имам таков тим во училиште во кој што можам во било кој момент да се јавам и тие да дојдат и да го превземат ако мислат дека е нешто на нивно ниво или па и на поголемо ниво. Сме имали такви случаи. Да. Па не, и тоа е интересно, баш пред некој ден зборев со деца од, не знам, 10-11 годишна возраст кои што сите играат спорт и сега прашањето што им го постави беше дали вие сметате дека е окей да си тажен и да плачеш после утакмица ако ја изгубиш? И повеќето рекоа не. И пази се, тоа се деца од 10, 11, 12 години кои што окей е да изгубиш. Ти уште колку порази ќе имаш до крајот на животот, не у спорту, цел живот ќе имаш тие порази ќе се случуваат. Ама ако ти уште на толкова мала возраст они размислуваат, па не, себично е, не треба да ме гледаат као плачам. Се не зборуваме ние се да земеш и да плачеш цело време, секој ден до крај на живот, заради тоа што си изгубил една утакмица. Ама важно е тие чувства да имаш некаков начин како да ги изфрлиш на некој начин од себе. Ја им дадов пример, бидејќи сум голем фан на Партизан, се дешава и губат ненормално лоша утакмица и се ти губиш 12 сат навечер, ја имам толку негативна енергија во мене што морав да земам и да трчам околу зграда. Се случува. И они ме слушаат и ме гледаат као чекај. Зошто? Па им викам, ако не го направев тоа, еве, ја не можам да плачам за таква некоја работа, например, ми треба начин како да се издувам на некој начин. Да се извентилираш, да. И поради тоа што тоа ќе остане у мене. И уште нешто ќе се деси следниот ден, трето нешто, третиот ден, четврто и ти на петиот ден не знам, некој нема да ти отвори врата или ќе ти нема да ти каже добро утро и ти ќе експлодираш. Толку е, да. Па тоа се случува всушност кога едноставно не си ги искажуваме, да речем, чувствата на одреден начин и затоа, например, кога збориме и за mental health и во училиште и ментално здравје, многу често им кажувам на децата, тинејџерите, независно кој, дека има многу голема разлика од ментални растројства и ментални чувства. Пошто многу често тие некако заедно ги спојуваме и не се
можеби се во ерата, нели, се да се знае, никогаш не ги двоиме. Да кажеме, дечки, ова е тоа. Емоција може да трае и до 90 секунди и после исчезнува и тоа да е тоа. Ама ние, пошто сме научени дека ако сега јас сум плачала, сега треба цел ден да ми биде тажен. Не мора. Тоа може да биде 5 секунди. Да буквално ние се смеев дури кога работев во болница, имаше еден период кај што една докторка ни викаше, дечки, ако ви е премногу, одете у WC, исплачете се и вратете се на работа. Ама кога се вратите, оставете го тоа. Пошто не можеш, едноставно мора да го надминеш таа емоција да ја надминеш, зашто ако не останува и се талажи тоа колку време, како што викаш, 5 дена ќе се талажи, ама има луѓе што цел живот талажат нешто. И веќе од момент и период на депресија стануваш депресивен. Да. И понатака си се глепати други расстройства, нели едно друго, така да многу често и на децата самите им кажам, дечки, најчесто овие работи ви се емоции. Употребате ги, значи извикај се, исплачи се, што и да е, искористи го, ама не си лепи етикети сам на себе, пошто многу често самите ќе ми дојдат у канцеларија. Јас имам anxiety, јас имам depression. Sweetie, you don't. Let's get that out. You don't. Да. Може би имаш. Да. Не викам не. Ама зашто првото нешто да биде кон тоа, да се стремиме. Дај, врати се малце, чекај да видиме во моментов што се случува, дали можеме да го решиме, како дали е нешто кратко рочно што може да се реши, па и да е долгорочно, дали е нешто што може да има некаков крај за да престане тоа чувство, или ако нема крај, веќе можеби треба на повисоко ниво да се предаде. Така, тоа е таа уствари отворена врата за да можеме да ги разликуваме и тие некои работи со таа возраст. Да. Нема, ја имав ситуација со дете кој што не знам на 15-16 годишна возраст, играме кошарка, доста солидно ниво на кошарка за тие години, и вика, коуч, ја кога ќе си дојам у Скопје, мора да идам на психијатар. Зошто? Па не знам шо ми е, ништо не ми влегува, не ме бива, ова. Викам, сега нема да кажем и за маса, ќе кажем името. Не мора да идеш на психијатар, дај ќе седнеме и ќе збориме. Да. Значи, ако треба, пак тој момент, ако треба да си иде, ќе си иде, ама поради тоа што валјда знаеме се, уствари колку знаеме за колку реално знаеме. Суштински знаеме за работите. Да. И тука е оној момент и баш ми е мило еве што мислам, се знаеме, знам како работиш, тоа што слушам од деца, пошто и ја на некој начин некој од нив ги тренирам. Убаво е што имаме можност и на овој начин да зборуваме за овие работи, бидејќи е многу важно да се знае една многу важна работа ја што научив година беше дека една од најопасните работи е точен одговор на погрешно прашање. Тоа ти е добро. И не е мој. Тоа е добро, that's good. Ама тука е моментов кај што ти тоа можеш да добиеш точно, ама кој е прашањето. И кога поставуваме погрешни прашања, без разлика дали го одговорите ќе бидат точни или не, ние полошо си правиме самите на себе и не доаѓаме до сршта на тоа, чекај, што е проблемот, зошто ја вака се чувствувам, зошто, не знам, глава ме боли секој ден. Тоа многу често, например, јас го сметам како бегање од самиот проблем. И да речам, pet peeve или на македонски да го наречам тоа нешто што ме нервира, што секојдневно ми се поставува како загадка која што треба јас како медицинско лице да ја решам, не знам што ми е. Јас треба да знам што ти е. Значи, ти си тој што треба да ми... Викам, добро, окей, елаборирај ми малце подолго што се случува, дај да видиме. Па не знам. Така ми е. Викам, пак, јас можам да ти кажам што ти е. Не си спиен. Ама, зошто не си спиен? Да. Па не ве спиев. И колку спиеше? 4 сат. Не. И пак, и цело време континуирано се вртиме во круг и викам, дечки, некој треба да си бидете искрени кон самите себе. Зошто ако не си искрен кон самиот себе, остануваш пак на плитко до тоа површинското и не го решаваме тоа и после тоа, како што викаш, те боли глава, те боли стомак, се тресеш, не ти убаво, дете имам температура ми макачано од стрес и од нервоза, всушност од нешто што било толку банално што сме го решиле преку муавет. Така да, затоа сметаш, како што викаш и ти, си како коуч, многу е добро што имаш, и
ученици кои што може да ти дојдат и да те придат и да ти направат муабет за нивните проблеми. Значи, да го ислушаш човек некако за мене е многу по буквално мислам како леснување доаѓа на другиот. И сега можеби, не знам, за некој можеби е тоа досадно и леле, ја саке треба некој да слушам, ама секој си има и своја улога во општеството. Јас мислам дека сум тој човек што можам да слушам и многу ретко иначе јас зборам така да кој ми каже дека треба зборам, леле, што ќе зборам јас. Ама ета, да пробаме. Да, ама и тука е моментот, мислам дека тоа го неколку пати го имам повторено на подкастов. Има одредени функции во општеството кои што едноставно ти имаш одговорност, без разлика колку финансиски можеби не си платен, колку ти не си спиен, колку сати треба да работиш денеска и утре и цела недела немаш празници, оф. Знаеш, го знаеш, мислам, многу подобри од мене, ама бидејќи ти сега ја носиш таа одлука ти да бидеш медицинско лице, носиш таа одлука ти да бидеш наставник, да бидеш доктор, да бидеш и тренер, ја би вставил во сето тоа. Како не? Извини, ама да, можеби финансиски едва се издржуваш, ама ако не можеш тоа да поднесиш, да ја сватиш дека чекај твојата работа е одговорна работа, кај што ти можеш на едно дете целосно да го упропастиш. Еден погрешен збор фали. Толку? Буквално еден погрешен збор фали да буквално да му ја скршиш таа самоувереност која што имаат децата поготово. И затоа е многу пажливо, јас барем така некако. Првично кога влегов да работам, не ми беше пошто медицинска сестра, доаѓам од болница и се треба во училиште да работам и првото нека бев како вие треба да ги знаете работите. И со текот на годините сватив, ама вие не ги знаете работите и нормално е да не ги знаете работите. Затоа сме ствари ние тука да ви укажуваме како треба да се некои норми поставени од општеството во кои што треба да растете, да се развивате, да се надградувате, да не надминете сите тие работи. И некако тоа ми даде некој понатака олеснување да бем окей, значи јас треба да сватам дека нема потреба од нервоза, со дете па поготово нема потреба од нервоза, пошто не знаат. Твоја е задачата како ќе го научиш на одредена работа. Например, не знам, имаш дете од трето оделение кој што ти вика, јас сакам да играм фудбал, а он е со скршена нога. И сум као, дете, чек, како? Значи, make it make sense. Направи ми да те разберам како мислиш дека ова ќе функционира. Ама со зборови треба полека да му се објасни и децата полека растат со тоа гаење наше, пазење на околините околу нив и така натака. Така да многу битно ми беше мене како медицинско лице кога се префрлив да гледам и развојот на децата како се развиваат, пошто на пример имаш и деца кои што не се развиваат во ист тер како останатите. Сега како на едните да им објасниш дека овој кима вака, а на овој да му објасниш зашто е поразличен од другите. И тоа е исто така многу голем проблем во тие години. Така веќе во повозрастно да ми кажеш ти на пример, не знам, имам некоја ретка болест или имам некакво расстройство, јас ќе ти кажам окей, се справуваш со тоа, супер, good for you и тоа е тоа, тука завршува моментот, ама деца, тинеџери па поготово, знаат многу негативно тоа да го сватат и да биде и нели подлога за булинг, подлога за исмејување, за оттргање и ние мислам дека возрастните наша работа е да го спречиме тој процес. Сега како ќе го спречиме, тоа е секој треба индивидуално да размисли во таквите околини. Значи не е само на училиште работата, пак ќе кажам, пошто ние го училиште стварно ќе се потрудиме нели да ги спречиме сите тие работи, но е и околината како ќе изреагира на тие ситуации, и дома како ќе изреагира и така натаму. Се е поврзано, секоја од една од овие некои, да кажам, столбови на кој што е некоја дете функционира, сите тие се поврзани. Јас пред некој ден имав муабет со личност која што се имаме така и вика, зошто не дојдеш и не работиш со некој клуб или нешто така, па да им помогнеш на овој начин, пошто ја намерно излегов од тој некој се нема да кажам професионален, бидејќи пак е младенски спорт, ама доста компетитивен, бидејќи мене не ми влијаеше убаво и гледав дека ја престанав во еден момент да им влијам добро на деца на кои што ги тренирам. И сега ми беше, па зошто не дојдеш? Викам, јас можам да дојдам, можам да работам со сите овие деца,
еднаш неделно ќе се гледаме, ќе им помагам, тоа што знам од спортски аспект и од ментално здравје, ама ако тренерот е тој што обратно им кажува се она што јас им го кажувам, каков е ефектот? Да. Ти уствари им правиш полошо на децата, пошто ќе добијат еден клаш и си као чекаме, тренеров е тој што е главен, ама па овој ми вика вака треба сега да се чувствувам и окей да не играм добро, и окей да побарам измена и да застанам и ја полошо правам и на детето и на тренеров и на сите сакајки да направам нешто добро. Нешто добро. Јас за тоа многу често и кога одиме на надпревари, мене тоа ми е момент на не на клеш, мислам не се судирам со другите колеги, пошто се обично како асистент, нели коуч ќе помагам нешто тренер на други, јас не викам дека сум асистент, јас не го знам спортот, ама многу добра сум во мејлови. Значи на родители какви мејлови знам ја мејл ќе пратам со сите можни информации, ама многу често на пример тоа ми го викаат колегите, лесно е кога се со мене на некаков надпревар надвор на пример од државата, пошто многу знам да се поставам дечки, ќе правиме ова план некако да им направиш, ама воедно ќе ги упатам, ама јас сум па и таа, што ми викам, може да седнеш, не се секире, одмори се и овие после ми се дерат, ама нема врска. Така да та разбирам како е кога си доаѓаш до различни реченици, знаат да ги збунат. Значи знаат да ги збунат и затоа сега научив дека у последно време кога одам на надпревар кјутам. Пошто на почеток првите години кажував, трчај, не знам, скокај, блок, не знам што. Сега сум као, кити, само тренерот треба да пари. Пошто доаја да збунка поготово во таков еуфоричен момент, нели, во спортот, така да. Јас една од работи што ги имам научено низ години, барем еве кога збориме за тренерство и сето тоа е дека тренерот е секогаш во право. Точно. И дека поготово, нели, и не само во спортот, родителиве се тие кои што се некојаш или ќе помогнат најмногу или ќе одземат најмногу. И имаше еден пример кај што тренерот му, детето му вика на еден тренер, баш кај родителов е поранешен спортист. И му вика, ја носиш одлуката, цела сезона ќе истераш, после тоа ќе направиме евалуација. Ама во текот на оваа сезона ја нема да ти бидам ни тренер, ни ништо, ја ќе дојам, ќе навијам за тебе. После вакво, после утакмици ќе идеме, не знам, у Макдоналдс, пошто американец е човеков, ќе идеме у Макдоналдс, си идеме дома, ја ќе ти бидам татко. Нема да кажам, тренерот вака направи лошо, пошто ти само полошо, без разлика колку и да, сега има случаи кај што ти мора да интервенираш и да бидеш као чекај, ова не е окей. Дефинитивно. Ама така мислам дека и за повеќето сфери кај што деца растат и живеат, кај што ти не можеш да му се мешаш на еден наставник како да води настава. Така? И исто така како што не може мислам, не можеш на родител да му се мешаш како да го расте детето. Исто така мислам дека и професор треба да му се дозволи да може да едуцира на начин на кој што тие смета дека е правилно. И некој му доверал да направи тоа. Точно, и сега секогаш имаш нели тој момент, ама дали е добар професор, ама па и дали е добар родител. Значи е 50-50 некако, така да мислам дека да израсне едно здраво човечено битие, мислам дека сите треба буквално да си ги засукаме ракавите и треба да носиме правилни одлуки за добробит на децата и на тинеџерите или на кои да е. Сега ше преска сакав тоа да те прашам, ама продолживме и не изберавме, баш убав разговор имаме. Ама зборавме за слушање и сега ти си сега у позиција да слушаш. Кој тебе те слушаше као дете? Не знам. не знам, вака јас сум малце чудна како личност, многу сум интровертна, иако можеби за многу луѓе се као, нема врска, ама сум интровертен, екстровертен, интровертен. Така може исто гледаш. Ако треба да зборам, ќе зборам, ама многу често од мала и некако и моите начинот на кој што не растеа, немавме момент кај што јас не се осетив сигурна да можам да отидам на моите родители да им кажам било што. Ама никогаш па и не сум ги сваќала толку сериозно работите да ми направиле некој терет на мене тежок во кој што јас сум требала некакви, не знам, тешки одлуки.
да сум се соочила со нешто кај што сум требала сама да сум во изолирана соба и таму да се мислам се јас и да влегувам во некои задлабочени емоции, туку баш напротив, многу ми беше лесно да отидам кај мајка ми или кај татко ми да си побарам совет. Така да дефинитивно моите родители беа ми помогна да израснам во тоа што сум денес. Ретко кога бегав кај пријатели, пошто викам не може човек што е на мој возраст да знаеш нешто што јас не знам, као не ми беше некако логично. Ама и релативно додека растев со многу постари околу мене. Така да некако ги гледав и они како се однесуваат во одредени ситуации, некако и јас да се најдам во таква ситуација, со онака како ќе изреагираше тој, окей, ај вака ќе пробам да изреагирам и некако ми функционираше. Така да не сум имала некоја многу голема потреба да си искажувам нешто едно друго, туку некако сум се справувала самата, да речам, со такви работи, ама јас па и тоа така си го викам, имаш луѓе кои што чувствуваат и луѓе кои што размислуваат повеќе. Јас сум од тие што размислува повеќе, не ги осеќам работите некогаш. Така да баш онака логично барам одговор за проблемот. Никогаш не сум била, ама сега јас не можам. Не знам како, не морам да можам. Морам да можам. Не ми интересира. Ќе седнам и ако треба 15 дена ќе работам ново, ама ќе го направам. Како изна. И сега за тоа сум домар и вратар, и водоводжија, и сите тие, значи од такви проблеми почнуваме, па и самата лична кон себе, секогаш сум земала момент да, ако мислам дека ми е премногу, кај што, не знам, одредени работи ќе ти се случуваат, и емоции ќе те навират, сум сакала да онака, I need 5 minutes. Ми треба 5 минути да се изолирам, да се издишам и да ми помине тоа што треба да помине. Ако не поминува и гледам дека не поминува и упорно ми стојат тие чувства, тогаш веќе би побарала помош. Така да, многу често знам така да разговарам, и добро е луѓето околу мене кои што се во мојата околина се дефинитивно луѓе кои што комуницираме. Така да и да имам проблем, пак не ми е проблем да отидам и да го кажам. Да. Имам неколку луѓе така по-блискички, они поишек без знаат. Ама релативно не ми е проблем да можам да тркнам кај нив и да побарам некаков тип на совет. Да, мислам дека многу важно да се знаеш кој си и како да реагираш на одредени моменти и убаво што каже ти фала што сподели дека што ти си некој кој што до последен момент ќе се обиде. Јас ми текнува пред неколку години, тоа уште средно бев, на камп бевме за лидерство нешто. Имаш една од активностите беше лавиринт или мейз на некој начин, кај што ти идеш blindfolded. Сега работава е што нема излез лавиринтов. Тебе се застануваш таму и ја ти кажувам како некој кој што ја води вежбава, имаш можност да прашаш едно прашање, ама you're on your own. Figure it out. Ама имаш едно прашање. Добро. Решението како да излезеш тоа прашање. Бидејќи, знаеш, има моменти и тоа ми беше интересно да ги гледам, пошто бев прво ја пробав вежбава, после имав можност ја да ја водам. И ми беше доста интересно да видиш луѓе како размислуваат. Кај што имаше некој кој што од старт 2-3 минути гледаат небива, не може се вртат во круг. I have a question. Имам прашање. И излегуваш готово, толку е тоа беше решението. Бидејќи некојаш нема да имаш како да излезеш од некоја ситуација. Ама имаше некои кои што по 20 минути, пола сат пробуваат и на крај, после ти 10 пат го прашуваш, ти треба помош? Не. No, I got this. Ама тоа е интересен момент кај што, знаеш, сите ние луѓе сме различни и различно можеби ќе доеме до тој момент дека чека нас не треба помош. Јас, например, тоа многу ми стана јасно за мене, лично и персонално, кога работев во болница, пошто баш се деси така да требаше баш јас да работам сестра за време на короната. Значи, као не можеш в друг период од животот или на друго време. Не, баш тој период требаше да бидеме таму. И релативно многу е не знам како да го склопчам за луѓето кои што не беа дел од директно поврзани со тоа. Например, мене ми беше интересно како ние, како медицински сестри и колеги, излеговме од тоа без трауми. Може би имаш, некој пат знаеш да се појави некое невидено нешто, ама релативно излеговме окей.
очекував дека ќе имаме многу поголеми последици, а сега некој од нив, како што вклучува и мене, реков не можам више со болница и се тргнав комплетно од таа ситуација. Ама успеавме дури да видиш некој како зима последен здив и да не ме тоа афектира мене на некој многу поголем степен, колку што би требало, нели? Пошто друга е ти, например, имам и изгубено и родител и знам како е кога почина татко ми, знам јас како се осетив, безнадежно. И последна недела се вратив на работа. И истата вечер ми умре човек. И сите очекуваа дека јас сега ќе паднам нешто во несвест. Си бев као, окей, ова ќе продолжи да се случува, и ова не треба да ми биде мене, јас не сум крива за ова. Сега да се разбереме, како медицинска сестра правиш се што треба, значи не дека не сум ги дала потребните работи, туку во моментот така делуваше вирусот и едноставно луѓето што беа одлични, што мислевме дека готово, тоа е тоа, другиот ден ги нема. Претешко беше. Не беше за фраканција да речеме, it was fine, помина тако. И луѓето многу често за короната се веќе и заборавено вие, така што и со многу луѓе кои правам обед, уште има како, беше тоа не. Јас сам мене се уште нешто што некој пат знам да се навратам. Мислам како, не ми се верува дека тоа го преживев и тоа го видов и тоа го гледав и помагав, успевав, не успевав. И сега се размислам, зошто не успевав? Каде беа грешките? Каде сме можеле можеби подобро да постапиме? Ама таа беше медицината во тоа време и толку можевме со работите кои што ги имавме. Така да мене тоа ми е момент, не знам, некаде момент во животот кај што ми е сега после 6 години сваќам дека вау, окей, тоа беше многу травматски момент во животот на сите, ама јас успеав да излезам и сум релативно окей. Така да не знам да кажам за другите како е, ама за мене лично и персонално беше тежок период, ама искочив. And it's совршено дека искочив на начинот како што ми. Пошто им дојдов на еден кризен момент кај што си реков и буквално се помолив како Боже, или ќе ме тргнеш од овде, или јас ќе се тргнам некако од ова. И буквално после тоа добив позив на кај нова и отидов на така. Така да некако си се сменија работите naturally, си се префрли од една ера во друга ера и од смрт премина во живот. Јас така си го гледам тој дел од животот, од едно во друго место. Да, знаеш, има некаков природен редослед на работите, кај што ја лично верувам дека ние секогаш сме стајани на места и во позиции кај што ние можеме да ги поднесеме, ама има и некојаш кога треба да се тргнеме и да не тргнат од тие места или да не тргне Бог од тие места кај што едноставно ја ти дадов пример, не беше толку драстична и драматична ситуација како твојата, ама ја после година дена активно секој ден со сати во сала ти гледаш дека чекај ја не можам ова да го поднесам, не само што за мене не е добро, ја на децава не им влијам добро. Тоа е моментот кога ќе си бидеш искрен дека доста е. Не мора. Не мора да се продолжи со нешто што штети на сите. Буквално, еден од дел од менталното здравје, треба си добробит за околината, ти не си добробит, така да тргни се од тоа. И многу често знам и тоа и на децата сега да им кажам као ако не се осеќаш добро или околината не ти влијае добро, тргни се. Никој не ти каже дека ти мора да останеш таму. Nobody said that. Као буквално можеш да се излечеш, да се изолираш некој период, можеш да се тргнеш во друго место. Така да. Да, и поготово кај тебе верам кога активно работиш со загуби што лична твоја, што се останато за време за кое што ние можеби еве денеска се смееме и шале, вака беше, онака било, супер си поминав овие. Ама не е... Сме имали и на подкастов епизода загуба. Како да се справиш со загуба. Сега твоето е 10x. Како да се справиш со волку загуба во еден период кај што никој може и не може да те разбере во тој момент. Мислам дека и тој беше оној момент на dissociating некако направивме, за да можеме да се тргнеш од целото тоа темнина. Јас така сметав како темнина што се случува околу нас, ама секогаш имаше и светлина. Значи, јас некој пат викам дека добро, можеби има и причина па зошто сум тука во таа темнина, пошто
ќе мора да бидеш па и светло за некој. Така да имаш и моменти кај што јас да викам релативно короната беше многу тежок период за мене, ама и дури во тој тежок период јас лично мислам дека Бог ми искористи да бидам светло за некој. И многу пати имав луѓе кои што ќе се никаде, значи не ме знае, јас бев маскирана, само очите ми се гледа. И гледаш пост на Facebook, ќе те спомнат со име и со презиме. Ти благодарност до Анастасија Андреева. Кај ме памтиш? Ти не ме знаеш која сум. Само очите ми ги знаеш. Само очите ми ги знаеш. Или не знам, имав исто една ситуација во која што имаше еден човек и беше интубиран. Доста долго време лежеше на друго и тоа буквално беше неизбежна ситуација што стварно мислевме дека човекот ќе замине. После некој време почна лековите да работат, почна да станува се подобро и веќе требаше да го вадиме тоа тубусот ние што викаме од устата и почна да се буди човеков, се мрда и јас му реков, пошто јас не го ни памтам тоа, така тоа ми беше како дел од работата. Исто како што јас сметам некој пат ќе кажам некој збори, испаѓа после тоа останува за некој, ама ета и тоаш ми беше многу онака јасно и гласно дека okay, words have power и зборовите стварно имаат сила, што и да кажеме. Сум му рекла, почекај, за многу кратко ќе дојдеш. Те чекаме сите полека. И другиот ден се враќам на работа, човеков свесен. И викам, здраво, како си? Та знам тебе. Ти ми кажа да те почекам, те чекав. Еве си. И после таква, чекај малку. Окей, добро, фајн. Викам, добро, убаво што си тука, не знам шта. И после неколку месеци, од кога прекина короната, ја заминав за Битола, рандом нема врска, и го видов човекот, си се шеташе со фамилијата и онаква бевка, кој full circle момент, како јас излегов, избегав да сменам сценери околу мене, што се вика малце да се осетам јас како човек и го гледам човекот што сум го спасила. Не ни памтам ни од кај, ни како се викаше, ама го памтев ликот. Ама од мене не ме знае. И многу беше интересно некако. Surreal момент сум као, oh my god, ти си, зашто си ти тука? Ама интересно е што, некој пати може би има причина па зошто сме во такви некои даун моменти во животот, пошто може би е character development, кај што нешто ќе научиме за самите себе и да знаеме како понатака се справиме со тоа. Да, тоа е секогаш од секоја работа што се случува можеш да извлечеш некоја лекција. Колку и тоа некојаш може да звучи како клише и дека да, се е лекција. Стварно е тоа така. Да, некојаш е многу мала лекција, некојаш е огромна животна лекција која што ти го менува животот, ама тоа и на деца, викам секојаш од поразио е многу повеќе ќе научиш бидејќи го поразио, застануваш да видиш чекај се што. Ако ќе победиш, многу лесно се заборава и тоа е, ќе ставиме сега, победивме, најдобри сме, ама нема нешто да научиш од сето тоа некојаш и некојаш е многу поважно да научиш нешто отколку да опоминеш тој период. Еве, ако земеш школа, ако земеш и спорт, ако земеш и не знам, некои тешки ситуации или убави ситуации, ако не застанеш, не чекај, прво, јас секогаш викам, награди се. Значи, дозволи се, тоа има ритуал кога ќе положев на факултет испит, ќе се почастам самиот се. Сникерс. Не, ајде бургер. Баунти. Секој со својата. Да, кога го истрчав првиот полумаратон, па и маратонот, едно големо шише 2 литарска Кока-кола. Зашо да не? Да, ама знаеш, дозволи се да ти е убаво, дозволи се да ти е лошо. Научи нешто, размислувај, сподели со некој, бидејќи само така можеме ние на тие, знаеш, тоа е она, ако третираме ние животот како еден спринт и како ова ни е целта и толку ние ќе прегориме. Многу брзо добиваш од тоа. Значи за тоа има етапи. Јас тоа викам полека, значи ќе преживеете ни се. Ќе дојде момент кај што ќе стигнете и на викам уживајте. Ама јас сакам овој, ама уживај. Викам, значи уживај, јас средно уживав и ништо не ме интересираше. Викам, ваша работа е моментално само да учите. Ништо друго не е битно. Океј, уживај, ќе ги преживееш сите чувства. Има време и за сите настани да се случат. Фокусирај се една работа по една работа. Ти како што викаш, ако спринтаме ние се да завршиме една недела,
другата недела си аут, кома, не функционираш и тоа сам може на помлади години некако ќе го истрпиш, ама сега И после ќе доеш кај Анастасија и ќе кажеш не знам што ми е. После треба јас да те прашам како си. Мислам, Не прашам. Тоа е твоја работа. не е само моја веќе. Да. Иако сега веќе ми станува на секојаш кога некој ќе ме праша, размислувам, може би нема тоа кога кажам секој, може и нема да ти одговорам стварно како сум, ама ќе Да. размислам за себе. Така што функционира. Да. Кажи ми, гледам на саат околу 40 на Вау. 45 минути зборим. Вау, окей. Питај уште буден, добре, Тука. у позадина. Сега да те прашам, пошто нели најчесто кога носиш таква некоја одлука, сега да тебе ти било полесно или потешко у тој момент, не знам, да кажеш, окей, јас сум учела за да работам ова, поминавме низ тоа што поминавме, ти си поминала низ тоа што си поминала со короната и сега сакаш да се тргнеш од тоа. Како врз тебе тоа влијае, бидејќи не са станување на медицинска сестра или медицинско лице воопшто не е мала работа и учење и години и што ти не следува со тоа. Како за тебе беше таа транзиција кај што сфати дека чека јас се она што сум го работела, иако пак го работиш дел од тоа, ама Да. не верувам подруг начин. дали си размислувала на некој начин дека еден ден место во болница ќе работиш у школа. Јас викам додека работам во училиште, никогаш не би се вратила во болница. Не, веќе некако си легнав на брашната и сватив дека ми се свиѓа тоа што го работам и на начинот на кој што го работам. Болницата си имаше своји предизвици, си имаше своји предности, и тоа морам да го спомнам. Друго е кога си учел за нешто и веќе ја знам. Знам што можам да очекувам. Значи, и да, пак во медицината 2 со 2 никогаш не е 4. Ке има и моменти кај што буквално криваш раменици си као зошто се случува ова, ама секогаш имаш и екипа која што може да ти помогне. Моментот кога разбрав за нова и првиот одговор ми беше, има сестра. Why? Зошто треба да има сестра во училиште? И релативно и сега и понатака како ќе кажам каде работам, сите се како зошто? Шо работиш па ти? И сум као, well, ice packs and band-aids, нели? Тука носам завои само и тоа е тоа. Ама беше дефинитивно предизвик да се прешал там со многу работи во главата, пошто буквално е тој мојавет. Сега треба да бидам, се што правам, ќе биде некаква едукација. Да. И сега, јас во болница некако и не се замараш многу. Завршувам со смена, заминувам дома и мене гале ми е. Сега излегувам низ Дебар мало и гледам ученици, јас морам да се однесувам правилно, не можеш да се однесуваш како што тебе ќе ти текне. Значи буквално е некако сватив дека во многу има некоја друг тип на тежина од самата болница и пошто не е многу честа работа во Македонија, дали 3 или 4 сме као нема сегаш и нема ни на кој да можам да се наслонам што е работел ова работа во странство, пошто релативно во странски училишта и во интернационалните води постои ова како работа и многу е лесно кога тоа имаш да го искомуницираш проблемот и не знам што една друга, ама кај нас го нема. И дури го разговарав и со главната сестра на сестринското здружение во Македонија, не едно од сестринското здружение во Македонија, и она се чудеше. А што ќе работиш ти? А како ќе работиш? Пошто не учиме тоа. Дури ни во самите наши книги беше малце по не е кажано дека можно е да постои како работа во Македонија. Така да дефинитивно јас си сметам како pioneer, почетник на нешто што дај Боже да прерасне во full time работа на многу повеќе сестри, пошто релативно е захтевна е. Мислам, јас на ден некогаш се случува по 70 деца да гледаме, а ќе си кажеш што прават таму бе. Се случува во училиште во кој што има 800 деца, значи поготово во денешно време. Значи некако порано кога ќе паднеш, се кремнуваш и продолжуваш. А сега некако во последно време и дали и родителите така ги учат децата, дали и самите деца се понежни заради одредени работи што веќе не се прават. Например, ретко кога гледаш деца надвор на улица да фрлат топка, да си играат, да паѓаат стани и дале. Сега е некако тоа све со чека да не се гремнеме, чека полека, посмирено и некако него преживуваат
тој дел што се викам од детството и некако гледам дека тука поголема работа имам, например, со фина моторика. И дефинитивно си има колеги кои што си работат со тоа. Ама многу пати гледам зашто, например, ако дете го боли рака, како држиш молив? Вака, например, нешто. И ми го фати, сум као, окей, ти за тоа имаш болка во раката. Не го гледам само детето со една работа, го гледам како целина, ќе ја распрашаш што е работата. И затоа многу ми беше интересно кога прешалтав од болница во училиште, пошто сасим други универзуми, се едното и од другото и никако не се спојуваат, а јас некако се најдов помеѓу двете. Измеѓу двете. Да, и тоа некоја работа кај што ти работиш усвари на превенција на многу од тие работи што после тоа може таа некоја едукација кај што ти можеш низ разговор да прво ја имаш таа можност, пошто верувам у болница не немаш време некој да разговараш какво, па да му објасниш па вака треба. Не, го решаваш проблемот. Чекам да ти испратам. Ама поради тоа што има еден куп луѓе надвор што чекаат да дојдат и да им помогнеш. А овде е малце поразлично кај што гледам, ти имаш стварно, еве ја например дека во Нова ги тренирам кошаркари, е многу различна работа од колку некој тренер во кошаркарски клуб. Кај што ја имам друга задача. Точно. И да изгубам сите утакмици, мене многу ми е поважно како деца ќе поминат и како ќе се чувствуваат на крај. И да победам сите утакмици, мене пак ќе ми бе тоа поважно. И од тука е многу важно и мислам дека убаво е што имаме места каде што се надевам и ова ќе прерасне и значи многу повеќе функции кои што ги зимаме како на некој начин здраво за готово, да прераснат и да има можност кај што ќе има и едукација, кај што луѓе кои што учеле за тоа. Нема сега да ти дојам и да бидам, не знам, медицинска сестра нова, сакаш? Не може. Ама баш вистински луѓе ќе бидат на вистински места за да помогнат на некој начин тие проблеми, предизвици се превенираат уште на сам старт, а не кога веќе може и не може да се помогне. И па тоа е ствари една и од работата на една сестра е да превенира. Така да и е дел од нашата едукација дека јас треба да едуцирам и понатака. И така да сега ова ми, например, училиштево ми е подлога каде што јас можам тоа да го правам на поголемо ниво. Баш како што рече у болница, ти јас кога имаш време? 12 сати, кој ќе кажев јас на луѓе дека 12 сати работам, колку време? 12 сати дури да трепнеш, виша 7 сат дошла и сум као, кога помина денот. А тука има момент и кај што ќе дојдат 15 деца едно за друго со повреди и наредните, не знам, 20 минути ќе правам разговор со девојче зашто, не знам, менструалниот циклус е ваков или со машко зашто мускулов тука му растел, ама не тука му растел и сега да објаснувам анатомија и чуда. Значи со секакви можни битни, небитни и битни прашања доаѓаат. И многу интересни како им работат умовите, со какви работи све имат пишувано. Баш имавме сега со годинава, имавме со 7 деление puberty. Кои прашања излегувале. Ствари сваќа и тука е тој момент кај што се навраќам дека се деца и не знаат. И моја работата да им ги објаснам и да им ги разјаснам нивните дилеми. Така да добро се дека прашуваат. Да. Тоа е тој момент кај што си као добро што прашуваат. Без разлика. Фала што прашуваш, пошто значи сакаш да бидеш едуциран за тоа. Не дека нема да бидеш игнорантен на целата ситуација околу тебе, гадам ја. Јас имав таа ситуација баш пред некој ден кај што и се потсетив на моментов од Библијата кај што Исус вика бидете како деца. Да. Значи, curious, љубопитни, сакаш да се пишува. Мислам дека ние доаѓаме кога стануваш возрастен, веќе нели цел живот сакаш да пораснеш и да биеш возрастен, да биеш и доаѓа и ти на некој начин тотално се менуваш како функционираш, карактер менуваш. Да, некои работи природно треба да се сменат. Ама мислам ние најважните кај и деца и повеќе слушаат. И мислам сакаат да разберат некојаш кој им објаснуваш. Јас не знам, се фаќам некој сум помало дете ако разговарам и се не знам, измислуваш приказни и те фаќа на лагите кај што уствари те слуша. Активно те слуша. И ти си као чекај, се треба да продолжам со приказна.
Ама така ние не забораваме да бидеме деца и поради тоа навлегуваме у моменти и ситуации кај што не може да најме излез од нив. Сето тоа е само биди као дете. Прашувај, слушај и не знам, обидувај се, пробувај работа. И тоа е убавината ствари на мојата струка во оваа ситуација, заради тоа што не сум јас едукатор од главен, значи пак нема да бидам јас таа што ќе ти стави оценка за тоа. Да. Значи секое прашање што доаѓа е буквално од чиста љубопитност. Значи нема ништо не добиваш со тоа што ти мене само добиваш знаење. Така да мене тоа ми е интересно дека имаш секакви можни прашања за се што ки сум као тички, кај ви текнуваат овакви прашања? Се ја викам ми и на пример најчесто ќе те прашат такво прашање, ти до сега си трчал надвор, не знам, си правил на 40 степени, ќе те прашат, ама ти зашто леле дечки. Не барам се напијам едно кафе, плиз, само 5 секунди ќе ми кажам само да се смирам, ама баш тогаш имаат прашања, ама па и ако некој пат ќе си кажам, ќе се жртвувам самата себе, ќе ти го одговорам. It's okay. Така да. Да, и пак идеме на таа одговорност. Да. Тој дел кај што ти која работиш некаква да кажеме благородна професија кај што некојаш не можеш да си дозволиш да бидеш off your game. Значи, сега треба да бидеш. И затоа тој совет што ти бил даден у болница кај што иде излези кај што никој не те гледа, издери се, направи што ти треба у тој момент, написа кафе. Ама кога ќе се вратиш, you're on. Смирен и you're on. Буквално си you're on. Цело време. Така да мислам и тука е, многу пати ќе ми кажат, ама шо правиш, па си седиш. Не. Јас сум цело време на штрек, пошто едно врискање, јас сум надвор од канцеларија кој се дере. Пошто се може да се случи, нели, деца сме, скали се на сите страни. Така да интересно е. За сестра не очекував дека реално ќе работам во школа и тоа кога прв пат стана збор дури на другарките ми се шо ќе правиш. Јас дури ми се смее една другарка цело време да ме вика девојчето што вика цело време се туркаше да учи, сега работи во образовна институција. Така да make sense, така да викам тражили сте нашли сте. Кажеш да кој зашто учел? Кој зашто учел да чиклет. Анастасија, фала ти многу за така да мислам дека беше интересен муабет од поразлична перспектива. Да, и мислам дека има сигурно многу што да збориме, да дополнуваме, дефинитивно ќе пробаме да ти имаме пак у некоја следна прилика. За крај, ја би те прашала кај за секој гостин, кој е твоето прашање за оние што до сега не изслушале до крај? За тие што не слушале за крај. Иначе него да размислив, ова го прочитав и да го вкам, чекај се, што можам јас да ви прашам. Дали повеќе време посветувате на физичкото здравје или менталното здравје, наречаме? Пошто за мене се битни и двете. На што посветувате вие?